Почитувани битолчани, почитувани жители и граѓани на општина Битола. Јас сум Јорго Гненовски и сакам да ви се обратам со една убава мисла и со желба Битола, општината Битола, да ја спасиме од 35 годишното уништување. За жал, Македонија како независна држава постои 35 години, а исто така нашата Битола. 35 години доаѓаат на власт од различни политички структури, градоначалници, советници, независни советници и немаат баш ништо направено добро за Битола. Јас велам, делата го красат човекот. Делата ги красат градоначалниците кои што беа до сега на власт и исто така делата ги красат советниците кои што беа на власт. За жал, Битола тоне. Тоне и пополека станува голема депонија за ѓубре. Ние сите знаеме дека во овие 35 години на место да одиме напред, Битола пропаѓа. Младите се иселуваат масовно. Јас кога да прашам млад човек, разговарам, а вика јас се спремам да се извадам карта во еден правец, повеќе да не стапнам во Битола, во Македонија. И разговарам зошто е така, затоа што се тотално разочарани. Па гледате, вика, некој ми вика Чичко Јорго од младите, се разбира и вели, гледате Чичко Јорго што ни се случува во Битола. Ние тука немаме никаков живот. Не дека немаме забава, бидејќи младите сакаат да се забавуваат и треба да се забавуваат. Напротив, вели, гледате што ни се случува. Овде само партиски се вработуваат во јавната администрација, во општината, во јавните фирми и за жал, тоа е вистина. Квалитето воопшто не се цени. Ни еден градоначалник, ни еден советник во 35 години нема застанато да каже луѓе вака повеќе не може. Да се спротистави на сите тие градоначалници, советници и да се спротистави на владата. Која влада да дојде, за жал, нема ништо направено во Битола. Напротив, има голема штета направена. Погледнете што ни се случува, драги мои битолчани и граѓани на општина Битола. Рек Битола повеќе од 35-40 години, колку постоje, скоро 50 години, не труе. Ни еден градоначалник, ни еден советник не кажа да се постави филтери, да го дигни народот, поточно граѓаните на општината Битола и битолчани, да излеземе да се бориме. Филтери досега требаше да бидат поставени пред 20, 30, 40 години. Да не зборувам за луѓето што работат во рек Битола, таму директно се трујат. Значи, никој не води грижи. Никој од овие градоначалници и советници не се има побунето да бара од владата, да бара од Министерството здравство да имаме ние поквалитетно здравство во Битола. Напротив, болницата во Битола е претворена во мртовечница. Јас вака ви се обраќам, бидејќи ова е права вистина. Права вистина е дека ако немаш пријател, не можеш да се вработиш. Дори почна да ги притискаат и приватните фирми. Овие политички структури, јас што ги викам злосторнички политички здруженија, СДС, ДПМН, ДУИ и нивните полтронски привезоци, 35 години тоа го прават систематски. Еве сега пред избори во октомври имаме локални избори, истото го прават. Гледат да вработат негде и пред тоа вработуваат, ама тоа се нивни луѓе од партите. За жал, и нивните членови страдаат од нив на два начина. Едниот начин е прво ги лажат, бидејќи не може да ги вработат сите, а вториот кој ќе ги вработат во овие јавни установи во општината Битола, тие тогаш душа му ваѓаат. Ги малтретираат, доаѓајте на протести, прајте ова, донесете 20-50 луѓе за гласање и не знам што нешто друго. Тие немаат среќен живот, работат во општините, работат во општината, работат во јавните фирми за мизерна плата од 25-30 илјади денари. Јас како кандидат за градоначалник на општина Битола објавив мојата кандидатура пред 3 недели на ТВТ. И кажав јасно и гласно, ако вие, драги мои сограѓани, битолчани и жители на општина Битола ми ја дадете довербата, јас ќе се борам за вас да имаме подобар живот, да имаме подобра Битола, подобра општина Битола.